Здраво, ова е 80-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Minding the Gap на Бинг Лиу, во кој станува збор за тројца момци кои се спријателуваат во обид да го избегнат насилството во семејствата во малиот град, додека се судруваат со врските кои доаѓаат со животот како возрасни, се соочуваат и со осознавање на себе си и на другите. Документарниот филм е фокусиран кон животот на Кейра Джонсон, Бинг Лиу и Зек Мулиган, тројца пријатели од Рокфорд, Илиноис. Во периодот од 12 години Бинг го снима животот на своите пријатели, кои кога се деца се бестрашни и не се двоумат ако имаат намера нешто ризично да направат, но кога се возрасни тие кажуваат дека ти ја полнат главата со тоа што не треба да го правиш и стануваш плашлив, што е евидентно од примерот со качувањето по зградата. Ова е Slice of Life, coming of age документарец во правата смисла на кованицата, затоа што ги опфаќа сите теми кои ги тангираат младите од преминот од тинејџерството во светот на возрастните. Од наивното неделно монтирање на снимки на скейтбордањето на своите пријатели до срцепарателните конфронтации, овој филм овековечува живот на три сосема различни индивидуи кои пораснале во иста средина и се соочиле со ужасни предизвици кои на секој можен начин ги хендикепирале во нивниот развој. Од технички аспект, уникатноста на филмот се состои во флуидниот и галантен тек на кадрирањето, што никој не може да негира дека не му дава уникатност на визуелен план. Тоа се постигнува со фактот што Бинг и самиот вози скейтборд и од прва рака може да ги улови опасните кадри во кои неговите пријатели го освојуваат градот на нивните штици со тркала кои живот значат. Заедничко за сите момци е тоа што едвај чекале да избегаат од токсичните домови на распаднатите бракови, насилните очуви и молчеливите мајки. За полесен начин на пребродување на душевниот ѓерис, самите оформуваат симулакрум на фамилија, меѓутоа тие се грижат еден за друг. Трите главни ликови имаат сопствени арки кои ги испишал животот. Автодеструктивниот Зек ќе стане татко на млади години и прв ќе се соочи со предизвиците и обврските да се грижи за своето новосоздадено семејство, со додатна анксиозност и страв за новороденчето и намалување на пијанките со пријателите, потиснувајќи ги лузните од неговиот конзервативен и насилен родител, кои ќе излезат на површина во неговото родителување. Насилството кое го трпел е насилство кое го применува на својата 21 годишна жена, која неколку пати ќе го напушти и се врати. Возрастните деца сакаат да излегуваат и секојдневно да се запиваат со пријателите во обид да ја избегнат улогата на родител. Преселбата во Денвер ќе го збогати со нова девојка, за на крај да признае во камера за неговите насилни тенденции во алкохолизирана состојба, во предизвиканите семејни расправи и меѓутоа и самиот ќе потенцира дека е продукт на средината и не е во можност негативното животно искуство да го преточи и искористи за нешто позитивно. Кейри упорно се обидува да избега од насилниот очув, работејќи уште од мали години, со цел да ја купи својата слобода, но и покрај истрпувачката работа тој наоѓа време и уживање во секој пат од скейтборд. Дури отсуството на родителот злоставувач си има своји последици кај момчето. Тој говори за предизвиците со кои се соочува еден афроамериканец, за кого проблемите на белците му се смешка и секогаш ги изненадува поради нивните стереотипи. Режисерот прави едно поистоветување на својот живот и на тој на Кейре, согледба за која и двајцата не биле свесни. Сите приказни завршуваат со среќен крај во рамките на можноста за среќен крај. Самиот вработен во продавницата за скейтборди ја забележува тежината на грбот на интровертниот режисер од првиот ден кога има влезено во неа. Како и за него и неговите пријатели, возењето на скейтборд е бегство од тегобите на реалноста. Неговиот полубрат е непосреден сведок на домашното насилство и настанала братска делба на мудрините на телото. Наспроти машките ликови го забележуваме архетипот на молчеливата мајка, која во сите случаи понизно го премолчува насилството, затоа што смета дека е немоќна да се спротистави на овој начин на воспитување, што не е ништо друго освен родување на неизлечиви последици кај детето.
За жал има само една нивна врсничка која е земена во предвидофилмот, сопругата Нина, која, иако во даден период била нечи посед во својот живот, со неможност да изгради собствена личност, никогаш не добивала нежност и љубов, па сега ја бара по секоја цена. Рокфорд е секоја вукојебина, секое корозивно мало градче со стравична статистика за висока стапка на домашно насилство, подкрепено од безработица, експлоатација, депресија и масовно оцелување. Затоа младите поправаат кровови, мијат чини, чистат снег и работат секоја нископлатена работа која им е на дофат. Лесно е да се каже дека не биле доволно амбициозни кога не мора да се преживуваат нивните трауми. Во еден обид за собствено исполнување и градење на внатрешниот скейт парк биле прелажани од локалните користољубиви деловни партнери. Вешти се паралелите кои Бинг со Джошуа Алтман во монтажата ги воспоставуваат меѓу тепаните мајки и младата сопруга на Зек, како и таа на таткото на Кейре и таткото насилник кој станува Зек. Ќотекот е дисциплинска мерка која остава видливи ментални лузни и тешко се излегува од тој круг на насилството. Каков пример се овие родители и што имаат да ги подучат децата од дисфункционалните семејства кои тие ги напукнале? Со што ги хранат тортурираните индивидуи кои полесно ќе треба да создаваат иднина за себе си? Кои мерила тие насилно ќе ги впрегнуваат на нивните поколенија? На тој што е сам свој непријател, животот ќе му кулминира со последици кои ќе го водат во беда. Гледаме ликови кои не може да одат напред и се повиваат во плач од животот во кој се родени, па дури и кога не се родителите насилници во нивните животи, раните кои ги оставиле се доволно длабоки за се уште да шират болка. Еден гневен графит најдобро ја опишува ситуацијата. Со некои луѓе не се преговара, некои само сакаат да го видат светот вивнат во пламен. Еден интердисциплинарен потфат е чинот во кој скејтерите од документарниот филм ги гледаат скејтерите од Kids на Лери Кларк, поистоветување кое оди дотаму што Зек, Бинг и Кейран го живеат животот на ликовите од филмот и давењето во човечката мизерија е универзално и за Њу Јорк и за Рокфорд. Композиторот на The Rider, Нейтан Хелперн, во овој филм во соработка со Крис Руџеиро, препознатлив по амбиенталната музика, си го наоѓа своето место и во транзиционите сцени на скејтерите и во засилувањето на емотивниот квалитет на сцените во кои ликовите се соочуваат со нивната потисната болка, која нема да ја погледнете во Boyhood, туку во овој филмски есеј од кој се прелеваат емоциите, кој може да ви алудира повеќе на компресирана верзија на Seven Up серијалот, започнат од Пол Алмонд и продолжено од Майкл Апетет. Иако ова е режисерско деби на Бинг Лиу, тој има работено како грипи асистент на камермани низ годините во Холивуд, така што техничката подкованост ја има, а во овој личен филм има и голема ризница на домашни снимки и материјал во кој се овековечува животот на останатите протагонисти на филмот, така што колку поблиску е до суштината на материјалот, толку станува поголем проблемот за потрагата по објективната вистина, со оглед на тоа што и самиот е субјект во делото. Си има и тој демони со кои што се бори во овој филм и мислам дека дојде до неколку конфронтации кои му фрлија светло во темните периоди на неговиот живот. Иако неговите пријатели се сомневаат во функцијата на камерата во нивните животи, не го негираат незиното присуство и Бинг вешто се снаоѓа пред и позади неа, а од пријателите ја има добиено довербата да им ја експонира интимата за да дојде до вистината, со тоа што филмот допира до терапевски цели за него. Моментално работи и на сегменти од интригантната серија America to Me и често работник е во сериите на телевизијата Starz. Филмот имаше огромна американска турнеја по фестивалите, започнувајќи од Sundance, кај што ја зема специјалната награда од жирито за американски документарец за пробивање во снимањето, до Салем, за да прошета од Рејкјавик до Виена и до Бусан, пред да си го најде своето место на стриминг сервисот на Hulu. Филмот беше номиниран како еден од 5 најдобри документарни филмови на овогодинешните Оскари, меѓутоа ја загуби трката по статуетката од Free Solo.
Несреќата се прехранува со сите семејства од Рокфорд, па затоа би сакал да погледнам како останатите се справуваат со неа и кои се причинителите до незиното доаѓање, кои режисерот ги нафрла во филмот, но не ги разглобува во длабочина. Затоа пак лесно кореспондира со емпатијата на гледачите. Со текот на годините се надевам дека ќе земе поголем замав и силина да продре до проблематиките на големата слика, а не само микрокосмосот да го стави под лупа, за да станат филмовите сеопатни на секое рамниште. Minding the Gap низ документарната призма ги обработува проблемите на младите со кои се соочуваат во Skate Kitchen, Mid-90s и Kids, меѓутоа овој филм не се насочува кон алтернативната култура на скейтбордањето, туку ги разработува проблемите кои се всадуваат во децата на Рокфорд, чиишто последици во форма на гнилите плодови се забележливи во бодоснежниот нивен живот. Се надевам дека ова нема да биде чудо од еден хит, туку ќе биде почеток на една режисерска кариера во која ќе може да ни дава слични пресеци на реалноста кои неправедно ги занемаруваме, затоа што не се доволно возбудливи како животот на искачувачите на карпи или на членовите на Врховниот суд или во воените приказни. Бидејќи ова е филм за луѓе кои може да пропаднат во пукнатините на животот и може да останат заборавени патилата на тројцата амигоси. Мизеријата не бира ниту по раса, ниту по пол и ескапизмот од неа не е толку лесен. Ако морам да го евалуирам, тогаш Minding the Gap од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 80-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!